Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите нашата ексклузивна емисија посветена на Чернобил или најголемата нуклеарна катастрофа во историјата на човештвото која се случи во 1986 година и некаде околу 2,5 милиони жители на еден или на друг начин се жртви на таа нуклеарна катастрофа. Бидејќи сликата говори вреди повеќе од секој изречен збор, почитувани гледачи. Вие погледнете ги снимките од самата експлозија или таа нуклеарна катастрофа која 1986 година се случила во Чернобил и самите ќе може на почетокот на емисијата да створите одредена слика за каква хаварија или за каква големина на таа хаварија станува збор. Целата таа област околу нуклеарката Чернобил, која некаде во ширина и должина од 30 до 50 км и денес е ексклузивна зона, која е под контрола на Украинското министерство за одбрана и за внатрешни работи, де факто, за да можете да влезете во таа зона, вас ви требаат посебни дозволи кои ги издава Украинското министерство за вонредни ситуации. Целата таа процедура некаде во траење од 2 до 3 месеци ние поминавме одредени специјални медицински прегледи, за да можеме на крајот да ги добиеме тие дозволи да ја посетиме таа зона во Чернобил. Интересно е, почитувани гледачи, дека влезот во таа зона или таа ексклузивна зона во Чернобил се поклопува со таа гранична линија помеѓу Украина и Белорусија. И на самиот влез во таа ексклузивна зона во Чернобил, де факто се наоѓа граничната линија или тој граничен премир помеѓу Белорусија и Украина, и тоа е тој граничен премир Дитјаки. Некаде 3 до 4 километри после тој граничен премин патот се дели. Десно патот оди кон Белорусија, а лево кон таа ексклузивна зона во Чернобил. Двете крајни точки по должина на таа зона се градот Припјет и селцето Залисја, и ние нашата приказна за Чернобил де факто ќе почнеме од тие две крајни точки на таа ексклузивна зона. Ова е местото Залисија, кој се наоѓа некаде 19 километри надвор од таа зона кај што се случила нуклеарната катастрофа во Чернобил некаде пролета 1986 година. Ова е болницата во тоа село. Селото броело некаде околу 3000 жители. 26 години или нешто повеќе од 26 години никој веќе не живее во ова село. Вака изгледно напуштено село. 26 години овде нема ни стока, ни луѓе, нема ни живот. Сите куќи се напуштени, луѓето се раселени дали во Киев, дали во Иванково, дали на територијата на поранешниот Советски сојуз. На некој начин е сабласно мирно, на некој начин е мртвачко мирно овде во ова место. Како да ја кажам, почитувани гледачи, тука смртта се мириса. Човек има едно многу непријатно чувство кога снима овде. Имате чувство дека и сонцето е малце различно, дека воздухот е малце различен. Се плашите да пипнете нешто, бидејќи се ова ви асоцира на смрт, се ова ви асоцира на некоја радијација. И е помалку чудно, меѓутоа па тоа и предизвик да се сниме една ваква емисија. Ова е селото Залисија, кој се наоѓа некаде 19 километри од местото на несреќата во Чернобил. Тука некаде живееле, колку што разбирам, околу 3000 жители. Што станува со тие луѓе? Now we are in an abandoned village, Залисија. Before the accident, population of this village was near 3,000 people. This house, it was small hospital department on this village, and this building, it was regular house where people used to live. Што станува со луѓето кои живееа тука? 26 years nobody lived here. They were evacuated first in Kiev district and Ivankov district, and then now they live all over the territory of Soviet Union.
Ете, кој е парадоксот на живењето, почитувани гледачи? Позади нас беше болницата или малата миниатюрна болница во селото Залисија, која се наоѓа 19 километри северно од Чернобил и од зоната на катастрофата. Таа болница не само што не успела да ги спаси луѓето кои настрадале тука во времето на таа нуклеарна катастрофа, туку и самата е разорена и девастирана. For 26 years, nobody has come here from these citizens. Дали денес во оваа област на Чернобил се уште има живот, дали има одредени животни, дали тие живеат? Што станува со добитокот, со луѓето кои живеат тука? Immediately after explosion, they started to kill all animals on territory of exclusion zone because they were really badly contaminated as they could spread radiation outside the exclusion zone. And now we have kind of paradise for animals. We have brown bears, foxes, wolves, so a lot of animals. Now we are on territory of Chernobyl National Park. It was kind of experiment to see how nature recover after the accident. Нас посебно пикантна или посебно интересна не се виде приказната со чернобилските сомови или така наречените чернобилски сомови. Постојат две верзии, постојат две варијанти, почитувани гледачи. Според првата верзија и првата варијанта, целиот животински и растителен свет во таа ексклузивна зона на Чернобил 1986 или 1987 година биле уништени, бидејќи се сметало дека со таа контаминација која те имат претрпено со таа нуклеарна хаварија, ќе може да мутира во текот на годините и да се претварат во нешто што е сосема различно од тоа што биле пред 1986 година. Меѓутоа има една варијанта дека неколку сомови кои живееле во таа рекичка Припјат, кој тече покрај самата нуклеарна централа, успеале да преживеат. Дали тоа точно не знам. Меѓутоа сомовите во таа рекичка кој некаде на 100 до 200 метри од нуклеарката во Чернобил се многу црни, има должина некаде од 2 до 4 метри, ние ги снимивме, погледнете ги. Де факто станува збор за една мутирана варијанта. Луѓето кои живеат таму и кои работат велат дека тие сомови кои се само на 100 метри од таа нуклеарна, кои секојдневно ги трпат тие радијации на таа нуклеарка, мутирале во текот на годините и вие може да видите како изгледа црн сом на чернобилски начин. Вие може да видите, почитувани гледачи, што значи или како изгледаат тие чернобилски сомови. И обично кои кажуваат рибарите тие приказни за сомот како риба која е многу неактивна, која е многу мрзелива, веројатно се потврдат и тука. Сомовите единствени не избегале од ова место на инцидентот или на несреќата, мутира. Сега се многу црни, значи многу црни сомовите се обично со темна боја, меѓутоа се многу црни сомови и тоа е една посебна врста на чернобилски сомови. Некаде од 1986 година градот Припјат, еден од модерните градови во Украина, кој почнува да се гради со самиот почеток на изградба на нуклеарната централа и де факто луѓето кои работеле во таа нуклеарка живееле и на некој начин делувале во овој град Припјат. Денес градот Припјат се нарекува градот на сенките. Ние го посетивме тој град, еве ги снимките од тој град, меѓутоа за почеток да може да направите одредена споредба, почитувани гледачи. Ние ќе презентираме неколку снимки од тоа како изгледал градот Припјат некаде 1985-86 година и како изгледа. Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите нашата ексклузивна емисија посветена на Чернобил или најголемата нуклеарна катастрофа во историјата на човештвото која се случи во 1986 година и некаде околу 2,5 милиони жители на еден или на друг начин се жртви на таа нуклеарна катастрофа. Биде ги сликата говори вреди повеќе од секој изречен збор, почитувани гледачи. Вие погледнете ги снимките од самата експлозија или таа нуклеарна катастрофа која 1986 година се случила во Чернобил и самите ќе може на почетокот на емисијата да створите одредена слика за каква хаварија или за каква големина на таа хаварија станува збор.
Целата таа област околу нуклеарката Чернобил, која е некаде во ширина и должина од 30 до 50 км и денес е ексклузивна зона која е под контрола на Украинското министерство за одбрана и за внатрешни работи, де факто, за да можете да влезете во таа зона, вас ви требаат посебни дозволи кои ги издава Украинското министерство за вонредни ситуации. Целата таа процедура некад во траење од 2 до 3 месеци ние поминавме одредени специјални медицински прегледи за да можеме на крајот да ги Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите нашата ексклузивна емисија посветена на Чернобил или најголемата нуклеарна катастрофа во историјата на човештвото која се случи во 1986 година и некаде околу 2,5 милиони жители на еден или на друг начин се жртви на таа нуклеарна катастрофа. Бидејќи сликата говори вреди повеќе од секој изречен збор, почитувани гледачи. Вие погледнете ги снимките од самата експлозија или таа нуклеарна катастрофа која 1986 година се случила во Чернобил и самите ќе може на почетокот на емисијата да створите одредена слика за каква хаварија или за каква големина на таа хаварија станува збор. Целата таа област околу нуклеарката Чернобил, која е некаде во ширина и должина од 30 до 50 км и денес е ексклузивна зона која е под контрола на Украинското министерство за одбрана и за внатрешни работи, де факто, за да можете да влезете во таа зона, вас ви требаат посебни дозволи кои ги издава Украинското министерство за вонредни ситуации. Целата таа процедура некад во траење од 2 до 3 месеци ние поминавме одредени специјални медицински прегледи за да можеме на крајот да ги добиеме тие дозволи да ја посетиме таа зона во Чернобил. Интересно е, почитувани гледачи, дека влезот во таа зона или таа ексклузивна зона во Чернобил се поклопува со таа гранична линија помеѓу Украина и Белорусија. И на самиот влез во таа ексклузивна зона во Чернобил, де факто се наоѓа граничната линија или тој граничен премир помеѓу Белорусија и Украина, и тоа е тој граничен премир Дитјаки. Некаде 3 до 4 километри после тој граничен премир патот се дели. Десно патот оди кон Белорусија, а лево кон таа ексклузивна зона во Чернобил. Двете крајни точки по должина на таа зона се градот Припјат и селцето Залисја и ние нашата приказна за Чернобил де факто ќе почнеме од тие две крајни точки на таа ексклузивна зона. Ова е местото Залисја, кој се наоѓа некаде 19 километри надвор од таа зона кај што се случила нуклеарната катастрофа во Чернобил некаде пролета 1986 година. Ова е болницата во тоа село. Селото броело некаде околу 3000 жители. 26 години или нешто повеќе од 26 години никој веќе не живее во ова село. Лака изгледно напуштено село. 26 години овде нема ни стока, ни луѓе, нема ни живот. Сите куќи се напуштени, луѓето се раселени дали во Киев, дали во Иванково, дали на територијата на поранешниот Советски сојуз. На некој начин е сабласно мирно, на некој начин е мртвачко мирно овде во ова место. Како да ја кажам, почитувани гледачи, тука смртта се мириса. Човек има едно многу непријатно чувство кога снима овде. Имате чувство дека и сонцето е малце различно, дека воздухот е малце различен. Се плашите да пипнете нешто, бидејќи се ова ви асоцира на смрт, се ова ви асоцира на некоја радиација. И е помалку чудно, меѓутоа па тоа и предизвик да се сниме една ваква емисија.
Ова е селото Залисија, кој се наоѓа некаде 19 км од местото на несреќата во Чернобил. Тука некаде живееле, колку што разбирам, околу 3000 жители. Што станало со тие луѓе? Now we are in abandoned village Залисија. Before the accident, population of this village was near 3,000 people. This house, it was small hospital department on this village, and this building, it was regular house where people used to live. Што станува со луѓето кои живееат тука? 26 years nobody lived here. They were evacuated first in Kiev district and Ivankov district, and then now they live all over the territory of Soviet Union. Ете, кој е парадоксот на живењето, почитувани гледачи? Ова позади нас беше болницата или малата миниатюрна болница во селото Залисија, која се наоѓа 19 км северно од Чернобил и од зоната на катастрофата. Таа болница не само што не успела да ги спаси луѓето кои настрадале тука во времето на таа нуклеарна катастрофа, туку и самата е разорена и девастирана. For 26 years, nobody has come here from these citizens. Дали денес во оваа област на Чернобил се уште има живот, дали има одредени животни, дали тие живеат? Што станува со добитокот, со луѓето кои живеат тука? Immediately after explosion, they started to kill all animals on territory of exclusion zone because they were really badly contaminated, as they could spread radiation outside the exclusion zone. And now we have kind of paradise for animals. We have brown bears, foxes, wolves, so a lot of animals. Now we are on territory of Chernobyl National Park. It was kind of experiment to see how nature recover after the accident. Нас посебно пикантна или посебно интересна не се виде приказната со чернобилските сомови или така наречените чернобилски сомови. Постојат две верзии, постојат две варијанти, почитувани гледачи. Според првата верзија и првата варијанта, целиот животински и растителен свет во таа ексклузивна зона на Чернобил 1986 или 1987 година биле уништени, бидејќи се сметало дека со таа контаминација која тие имат претрпено со таа нуклеарна хаварија, ќе може да мутира во текот на годините и да се претварат во нешто што е сосема различно од тоа што биле пред 1986 година. Меѓутоа има една варијанта дека неколку сомови кои живееле во таа рекичка Припјат, кој тече покрај самата нуклеарна централа, успеале да преживеат. Дали тоа точно не знам. Меѓутоа сомовите во таа рекичка кој некаде на 100 до 200 метри од нуклеарката во Чернобил се многу црни, има должина некаде од 2 до 4 метри, ние ги снимивме, погледнете ги. Де факто станува збор за една мутирана варијанта. Луѓето кои живеат таму и кои работат велат дека тие сомови кои се само на 100 метри од таа нуклеарна, кои секојдневно ги трпат тие радијации на таа нуклеарка, мутирале во текот на годините и вие може да... They are 86, 87 years old, but they still plant fruits, vegetables from themselves. They have small farms, they grow chicken, pigs and so on. Неколку години пред таа катастрофална експлозија во Чернобил 1986 година, во еден од тие 2 или 3 првични блока на нуклеарката во Чернобил е случаен на многу помал инцидент кој предупредувал на можната експлозија нуклеарна која може да се случи во таа нуклеарка во Чернобил. Меѓутоа за тој инцидент воопшто не биле информирани советските власти, бил прекјутен тој инцидент и веројатно ако тој инцидент бил на некој начин објавен или ако била алармирана целата советска јавност, можеби таа нуклеарка 86 година немаше воопшто да се случи. Евакуацијата на населението од таа ексклузивна зона во Чернобил започна некаде со 12 до 24 часови. За доснување и евакуирањето на луѓето се прави со 3 железнички композиции и со 1200 автобуси, тоа трае некаде 2 до 4 дена. Или кој би можеле да споредуваме, почитувани гледачи, тоа е некаде 20 до 50 пати поголема евакуација од тоа што се правеше во текот на Втората светска војна за време на битките на Неретва или на Сутјеска. Или ако треба да правиме уште некаква споредба, експлозијата во Чернобил е некаде за 30 до 50 пати поголема од таа хаварија што беше направена во Хирошима и Нагасаки 45-та година. Позади мене, почитувани гледачи, може да видите алејата на напуштените села во Чернобилската област, кои се напуштени пролетот 1986 година. Вкупно се напуштени 92 села и 2 поголеми грачања, тоа е Чернобил и тоа е Припјат. И ова област тука на некој начин символизира и покажува целата таа трагедија која се има случено тука 1986 година во Чернобил. Сега се наоѓаме во центарот на градот Чернобил. Ова се главните улици и главниот плоштад на градчето Чернобил.
Now we are in center of Chernobyl. This memorial complex has named Wormwood Star because it was kind of prediction in the Bible about the catastrophe. Here you can see map of the exclusion zone. This gray color, it's map of 30 kilometers exclusion zone, and red color, 10 kilometers exclusion zone. Places for candle mean settlements. And this alley has name Alley of Hope and Memory. You can see names of 94 evacuated settlements. All these signs, they have two sides. One is white, just with name of village, and other one black, kind of symbolical meaning that all of them are dead. Што е тоа што држите во раце? It's Geiger counter. It shows us level of radiation in microsieverts per hour. Во рака, почитувани гледачи, го држам Гајгеровиот бројач, кој покажува колку е степенот на радиоактивност тука во околината кај што ние сега снимаме. Обично се вели дека таа нормална радиоактивност е некаде до 0,1 до 0,3, кај на сега покажува 0,11 или 0,12, што значи дека сме на многу низок степен на радиоактивност или во тоа граница на нормалата. Еве се ние ќе направиме една мала проба да видиме колку сме озрачени после ово снимање во Чернобил. 0,12. Ако е нормалната граница од 0,1 до 0,3, значи ние сме во апсолутно ниската зона на таа нормална граница на озраченост или на таа нормална граница на радиоактивност. Значи ние сега се наоѓаме во зона која што е деконтаминирана или која што нема засилено зрачење и засилена радиоактивност. So, if we stay in this place during 1 hour, we will get 0.13 microsieverts of radiation. Natural background all over the world is from 0.1 to 0.3. So this territory not contaminated at all, because now we are on southeast of part of the exclusion zone, and when accident has happened, wind had west and then north direction. Сега се наоѓаме на територија на Украина, меѓутоа во наша непосредна близина е територијата на Белорусија и сите статистички податоци говорат дека некаде 60 до 70% од тој радиоактивен отпад или тој радиоактивен облак што се створил тука после таа нуклеарна катастрофа во Чернобил има заминато на територијата на Белорусија. Now we are in territory of Ukraine, but 60% of all contamination is in territory of Belarus. But for Belarus, it's not so huge tragedy as for Ukraine. All the territory is covered with forest. There were only near 70 people living. They evacuated them quite fast, and they decided not to create any exclusion zone. Сега се наоѓаме некаде на 4 километри од местото на несреќата, кој е ова село кое е некаде околу нас и кој се гледа дека е веќе поприлично долго време, од 1986 година напуштено. Now we are in a 10 kilometers exclusion zone of absolute resettlement in Kopachi village. All houses in this village were made from wood, and in case of fire, radiation could spread really fast. So they decided to bury all villages. They leave only 3 buildings: kindergarten, cattle farm, and administration building. Distance between Kopachi to nuclear power plant is 4 kilometers. Дали можеме да измериме колку е тука сега степенот на радиоактивност, ако е нормално од 0,1 до 0,3, колку е сега овде во моментот степенот на радиоактивност? It's 10 kilometers exclusion zone, so I will show you kind of hot spot. After the accident, they washed road with special chemicals, and in some places, for example in concrete, it's 0.3. It's natural background. But for example here, Seven point eight, yes. 9.
Сега се наоѓаме во местото Копачи, кој се наоѓа некаде на 4 километри од зоната на експлозија или зоната на нуклеарната катастрофа во Чернобил. Досега поминавме два контролни пункта. Првиот на 30 километри во местото Дитјатки, вториот на 10 километри, кај што се влага во таа заштитена зона на Чернобил или зоната кај што сега постои засилен и висок степен на радиација, тоа е местото Лилјо. Сега се наоѓаме во поранешното селце Копачи, кое е на некој начин разорено, уништено, запалено, бидејќи тука било многу висок степен на радиација и сите жители се раселени. Де факто сега се наоѓаме на 4 километри од зоната на експлозијата. Тука и понатаму е висок степен на радиација, колку што нас можеше да ни покаже некаде 0,7, што значи дека е 2 пати повеќе од нормалното. Гледате, почитувани гледачи, овде е тишина, не знам како на Хималаите. Без малку таа тишина може со нос да биде пресечена. Како што кажат луѓето кои живеат или кои работат сега тука, вие можете да слушнете некои возила, тоа се возилата на украинската армија. Тука, после 1986 година, сите дрва биле запалени, целата шума била уништена, сите животни биле уништени бидејќи биле контаминирани. Се што ова гледате е насадено после 1986 година, после тоа се донесени сите животни. Тука има овци, кози, па дури и волци кои нормално живеат. Ова е на некој начин како национален парк и тука се истражува каков е степенот на мутацијата кај тие животни кои на некој начин живеат во контаминирани подрачја. So 10 times higher than natural background. .4. This territory is contaminated. This territory is still contaminated. Still contaminated, yes. Постојат многу приказни за тој балкански канцер, кој некој го нарекуваат босански канцер, некој го нарекуваат косовски канцер. Ние некаде пред 1,5 месец имавме интервју со Момир Болатовиќ, еве една минута од тој интервју, кај што де факто ја најавивме темата за тој така наречен балкански канцер. Имаше многу приказни после таа НАТО агресија на Косово, имаше многу приказни после тоа НАТО бомбардирање на Косово. Значи, тие приказни на некој начин поврзани со тој косовски канцер или таа теорија дека поради НАТО бомбардирањето, поради тие бомби со сиромашен ураниум, огромен број на луѓе кои гравитираат околу Косово, живеат на Косово, подоцна заболеа од одредени малигни заболувања. Голем дел од тие луѓе се лечат во Белград, вие кажавте, голем дел од тие луѓе се наоѓаат во одредени статистички графи дека малигните заболувања на Балканот енормно се зголемат после тоа НАТО бомбардирање. Jeste, to nažalost važi i za teritoriju Bosne i Hercegovine, gdje upravo sada ovih mjeseci i ovih godina eskalira enormni porast raka pankreasa kao jedan od rezultata mnogo manjeg obima bombardovanja osiromašenim uranijom, ali to je bilo 95. godine, tako da možemo očekivati da će se to ovdje desiti. To je najužasnija stvar koja postoji. Слободан Чикарич е човекот кој први отвара таа приказна за тој така наречен балкански канцер и во овој момент тој е прв човек на тоа српско друштво за борба против ракот. Еве за какви фрапантни бројки, почитувани гледачи, станува збор кога станува збор за тој балкански канцер. Според Чикарич, во текот на минатата година, значи во Србија, се заболи некаде околу 40.000 луѓе од тој балкански канцер. Некаде се умрени 22 до 23.000 луѓе, што е за 3.000 луѓе повеќе заболени во споредба со претходната година, а некаде околу 2.000 луѓе повеќе умреле во Србија во текот на минатата, однос на предминатата година. Веројатно слични трендови, бидејќи Врање е многу близко до Скопје, може да се очекуваат или може да се најдат во рамки на македонските статистики за умрени или заболени од тие малигни канцерогени болести и де факто тоа дава целата таа тежина на таа балканска приказна, тој балкански канцер, односно тој косовски или босански канцер, а тоа е бројот на заболени луѓе поради тој осиромашен ураниум кој беше содржан во бомбите кои биле фрлени во Косово, во Србија и во Босна во тие војни 95 и 99 година. Професоре, според некоја информација постојат многу информации некаде на просторите на Босна, Косово и Централна Србија во текот на тие војни години 95 и 99 година се некаде околу 30.000 тони проектили фрлени со сиромашен ураниум. Да. Mi smo o tom događaju i pisali i govorili, ali koliko mi smijemo da tvrdimo, znamo da na području Srbije i to u području Vranja, srećom na nenaseljenim mestima, palo je u to vreme oko 15 tona uranijuma 238, ili kako se to popularno zove, osiromašenog uranijuma. Тоа вела дека некаде околу 30.000
проектили, значи во централна Србија, на Косово и некаде околу 11.000 проектили во Босна, што е голема бројка. Jeste. Sad, misli se da na Kosovo i Metohiju je palo daleko više tih projektila i ukupna tonaža sigurno je jedno 10 puta veća nego ova koja je pala na Srbiju. Значи официјално тоа е многу голема бројка. Jeste И velika денес веројатно никој освен НАТО не знае velika brojka. колку паднале проектили. Evo primjera radi, tih 15 tona osiromašenog uranijuma imaju 186 gigabekerela radioaktivnosti. Bekerel je jedinica za radioaktivnost. Jedna dezintegracija u jednoj sekundi. И што тоа значи, професор? To znači sljedeće. Pošto dozvoljeno je po našim zakonima u Srbiji, vjerovatno i u Makedoniji, vjerovatno i u svijetu, u jednom litru pijaće vode nekih 40 bekerela toga, 4 bekerela toga uranijuma 238. Čovjek popije 200 litara vode godišnje, znači oko 80 bekerela godišnje smeo bi čovjek da unese u organizam, a da mu se ništa posebno ne desi. Ako biste tih 186 gigabekerela, giga je to je 10 na 9 potenciju, 186 milijardi bekerela podelili recimo na 10 miliona stanovnika u Srbiji, onda bi svaki stanovnik Srbije dobio godišnje 18 i konzumirao u toku godine 18.000 bekerela. To predstavlja smrtnu dozu za svakog čoveka. U tom slučaju, kad bi se to rasporedilo, to je hipotetički pristup, raspodelilo ta količina od 15 tona na stanovnika Srbije, nestalo bi srpske nacije. To je strašno, profesore. A i sljedeći podatak, količina toga uranijuma 238 u Zalivskom ratu koja je bačena na Irak, kad bi se rasporedila po Sjedinjenim Američkim Državama i svaki stanovnik svoj deo tog materijala konzumirao, nestalo bi i američke nacije. Што е, професоре, ураниум осиромашен или ураниум 238, кој што се нарекува? Тоа е убиствено средство кое безмалку хара веќе по Балканот, безмалку растура по Балканот. Ако се гледат бројките на канцерогените заболувања, тие се во енормен пораст. Ако се гледат смртностите на одредени италијански и француски војници кои учествувале во мисиите во Босна, некаде на Косово, тоа се некаде 80 до 100 умрени војници во изминатите неколку години. Што значи дека веќе тој осиромашен ураниум 238 почнува да го зема данокот. Осиромашени ураниум je izotop uranijuma koji se u Mendeljevom periodnom sistemu nalazi na poslednjem mestu tih prirodnih elemenata 92. Kažem prirodni, pošto postoje i transuranski elementi. Znači čovjekot uspeo da veštački da napravi od 92 do 238. Još napravio on dosta tih elemenata, to su radioaktivni elementi koje koristi uglavnom u vojna industrija. Mirnodopske svrhe, ali ih koristi i u vojne svrhe. Zašto? Ali za nas je interesantan ovaj uranijum 238. Zašto se nareku osiromašen? Osiromašen zato što je u prirodi postoji smjesa uranijuma 238, 235, 234. I onda se vrši separacija uranijuma 235 koji služi kao nuklearno gorivo i u vojne svrhe i u civilne svrhe. Znači za pravljanje na atomske bombe, elektrane, kao gorivni materijal u nuklearnim elektranama, nuklearnim reaktorima. Може ли тука само малку да ја прекинат? Значи ураниум 235, тоа е за правење на нуклеарна бомба. Тоа е институтот во Винча, оној стари институт во рамки на паранеша СФР кој сега постои, го имаше во времето на Тито, во времето на Ранковиć, во времето на Карделj, pretpostavljam. To imaju kao gorivni materijali svi nuklearni reaktori. U svijetu ima veliki broj nuklearnih reaktora koji se koriste u civilne svrhe, u mirnodopske svrhe. Дури имам информација дека 2 пати по 20 килограми од тој ураниум 235 било е у Винчи толика количина toga uranijuma 235 kažu, ja nisam provjeravao da su mogle izgraditi 2 male atomske bombe.
ali je taj uranijum otišao u Rusiju pre jedno 2-3 godine. И значи од тој ураниум 235 како отпад што излага, подосна се прави тој осиромашен ураниум 238. Jeste, ono što ostane, to je uranijum 238. On je osiromašen u smislu što ima manju količinu uranijuma 235, koji je separiran da bi se stvorilo gorivo bilo u mirnodopske svrhe, bilo u vojne svrhe. Тоа значи дека тој ураниум 238 е поприлично ефтин во споредба со ураниум 234, 235. U ovim zemljama koje proizvode uranijum 235, on je otpad, on predstavlja balast. Takvog uranijuma ima 1.000.000 tona u svetu. Milion tona uranijuma 238 koji se nalazi u buradima i oni su tamo negdje skladišteni. И од тој ураниум значи се прават тие бомби кои се фрлани во Босна, на Косово, Врање, Централна Србија. Од тога осиромашеnog уранijuma се прават зрна koja imaju taj uranijum 238 koji ima visoku specifičnu težinu i vrlo je tvrd i može da razbije svaki oklop na recimo tenku. Има информација дека некаде при судирот на таа бомба со осиромашен ураниум 238 и тенк, например, се развива температура од 3400 степени. Jeste. Тоа е Zato što je фасцинантно многу. uranijum 238 u sudaru sa oklopom čelika, on sagoreva i diže visoku temperaturu, a on se rasprši u sitne čestice čiji je prečnik 1 do 5 mikrona i stvara prašinu koja predstavlja opasnost za čoveka. I ne samo za čoveka, nego za čoveka, za životinju, za biljku. A zagađuje zemljište, odlazi u vode i onda može da putuje dalje i da se udalji preko tih podzemnih voda da stigne recimo u Makedoniju. Значи, практично, професоре, значи тој осиромашен ураниум при распаѓањето е во форма на многу ситни честички кои ние или ги вдишуваме или преку вода ги консумираме. И ако бомбата падне во Врање, хипотетски и теоретски, преку таа ружа на ветрови, може да стигне до Софија, може да стигне до Скопје, може да стигне богами до Атина доле. Може. Значи сите сме ние заложници Apsolutno на može, тие бомби со ураниум. Kao što su oblaci radioaktivnog otpadnog materijala iz Černobilske katastrofe prekrili celu Evropu. И колку е периодот на распаѓање на тие одредени To je честички problem, од to je ураниумот што veliki problem, останува. što je vreme poluraspada. Uranijuma 238, 4 milijarde, nešto oko 4 milijarde godina, gotovo koliko je stara i Zemlja. Толку време. Tako je. To znači besprekidno taj materijal emituje ionizujuće zračenje alfa, beta, gama čestice. Ако го внесеме во организмот, не дај Боже, колку време му треба да се разгради или да се isfrли? И дали воопшто може да се isfrли? Biološki poluživot to se zove, za rastvorljiv deo uranijumovih jedinjenja, rastvorljiv u vodi, traje oko 5 do 10 dana, eliminiše se preko bubrega. Ali, to je samo 1/3. Само една третина. 2/3 imaju biološko vreme poluraspada čak 14 godina. Kaže se od 10 do 20 godina. I sve to vreme, dok se nalazi u organizmu, emituju se ionizujući zraci alfa, beta, gama, bilo od uranijuma samog ili od njegovih potomaka kojih ima. И каде се складира тоа, 14? професоре, во човековото тело? Каде најчесто завршуваат тие елементи кои не се разградуваат најмалку 14 години? Ili prah, ili rastvoren sitni prah u vazduhu udišemo, ili rastvorena jedinjenja u vodi konzumiramo ingestijom, gutamo, pijemo recimo, i oni se najčešće ovi koji imaju biološko vreme poluraspada dugo, pomeraju prema limfnom sistemu, limfnim čvorovima, limfnim žlezdama i deponuju kosti. Во коските I sad на организмот. iz tih sistema oni dalje prave odgovarajuće efekte. Problem je u tome što
postoje promene kod čoveka, zahvaljujući dejstvu ionizujućih zračenja, za koje ne treba velika doza. A za ove solidne tumore relativno veća doza ionizujućih zračenja je potrebna. Ali za promene u genomu, u genetskom materijalu, u genetskoj šifri, postoje takozvane ili potrebno su takozvane stohastične doze koje ne traže neki prag. Svaka doza može uticati da se u genomu vrši promene pa se potomci rađaju sa raznim defektima. Profesore, вие правите sa raznim anomalijama. Вие правите сериозни истражувања на територијата на Србија, посебно таа јужна Србија од територијата на Врање, кај што најмногу паднаа тие проектили со сиромашен ураниум. Има ли одредени поместувања, има ли зголемување на бројките на канцерогените болести на територијата на Србија? Кај нас доле во Македонија тоа е веќе епидемиолошки, значи масовно е зголемен бројот на канцерогени болести. Da bi se odgovorilo na to pitanje treba razjasniti neke činjenice. Dejstvo ionizujućeg zračenja i vreme pojave malignog tumora zahteva jedan određeni latentni period. Колку години отприлика? Za solidne tumore to traje od 10 do 25 godina. Znači od моментот Za на leukemije, maligne limfome, taj period je nešto kraći, recimo 5 do 10 godina. U tome jeste problem što je i u svetu tabu tema vis-a-vis dejstva uranijuma 238 na populaciju. Bilo da se radi o vojsci koja je učestvovala u ratu, bilo da se radi na lokalno stanovništvo, na decu i sve ostale populacije. Znači, дури после 10 години ние ќе треба да имаме одредени информации за леукемиите и така натаму. Treba da prođe određeni vremenski period da se manifestuje to dejstvo u vidu pojave malignog tumora. Има ли веќе I такви? baš zbog toga perioda mnogi na zapadu, čak i naučnici, prikrivaju problem. Ali on će se otkriti, on se već i otkriva. Vjerovatno ste čitali italijanski vojnici, već kod njih se javlja znatno veća količina malignih tumora nego u kontrolnoj populaciji, onih koji nisu bili na ovim terenima. Босна, Косово и така натаму. Tako je. Некаде преку 40 војници италијански имат умрено од канцерогени болести. Jeste i mnogi smatraju da će veliki procenat tih vojnika koji su određeno vreme proveli u Iranu, odnosno Iraku, u Kosovu, u Srbiji nisu, ali u Bosni, da će oni u znatno većoj meri obolevati od karcinoma, jer to se već i sada dešava. A posebno su primetili na relativno velikoj skupini tih vojnika da je potomstvo rađa se sa raznim anomalijama. Значи, ако после Виетнам го имавме тој виетнамски синдром како одредена психолошка категорија, веројатно после војни во Ирак, во Босна, во Косово, ќе почне се јавува тој босански во наводници синдром, како што или босански канцер, како што го нарекуваат италијаните, кај што масовно, не само локалното население, туку и војниците кои учествуваат во тие битки, ќе заболуваат од канцерогени болести или па нивните потомства ќе имаат одредени генетски аномалии. Tako je. Тоа е страшно, професоре. Da, to je strašno. Останете со нас и по рекламите, се враќаме за неколку минути и може да проследите финалето на нашата емисија посветено на балканскиот канцер и на таа нуклеарна катастрофа во Чернобил. Филип и Ирена се на својот прв состанок. Кажи ми нешто што никој не го знае за тебе. Па од секогаш сум сакал да. Не дозволувајте настинката да застане на патот на љубовта. Кафетин Cold Max ги ублажува симптомите на настинка и на грип. Размисли уште еднаш. Дали ја оставаш чешмата да тече цел ден? Нормално дека не. Тогаш исклучи ја грелката кога прозорците се отворени. Размисли и заштеди.
60 години трговијата е нашиот занает. Од сега ќе слушате само една песна до крајот на животот. Од сега може да возите само еден автомобил до крајот на животот. Зошто? Во светот, во кој што мислиш дека има само една опција, ви го представуваме новиот Аурис. Најдоброто им припаѓа на љубопитните. Ана доаѓа на интервју за работа. Како работно искуство имате? Имам долгогодишно работно искуство како... Не дозволувајте настинката да застане на патот на успехот. Кафетин Cold Max ги ублажува симптомите на настинка и на грип. Некаде 1 до 1,5 месец после нашата посета на Чернобил беше завршена изградбата на тој така наречен саркофаг кој го работеше на француска компанија и во кој треба да биде погребана таа нуклеарка или тој блок 4, кај што де факто се случи инцидентот 1986 година. Јас ќе прочитам да не сгрешам почитувани гледачи димензиите на тој челичен саркофаг кој е некаде со ширина од 257 метри, должина 164 метри и висина 110 метри и рок на трајање на тој саркофаг е некаде 100 години. Французите гарантират дека во тие 100 години воопшто нема да има никакво зрачење тој реактор број 4, кај што се случи 86 година таа нуклеарна катастрофа во Чернобил. Се наоѓаме пред самата нуклеарна централа во Чернобил. Гледате, тука се наоѓа блокот 5, овде е блокот 6. Почнува од блокот 1, 2 и 3 и тамо некаде на крај, тоа што е на некој начин како рагиосано, што малку само се подгледнува, тоа е блокот 4. Де факто, значи, нуклеарната катастрофа се случува во блокот 4, кој тогаш е во погон, тогаш е во работа и подоцна го зафаќа целиот овој регион и целата оваа област. Нема потреба да ве прашам, ние очигледно сега се наоѓаме во центарот на тоа жариште или во центарот на нуклеарната катастрофа тука во Чернобил. So, because of the lack of electricity on this part of Soviet Union, they decided to build Chernobyl nuclear power plant. First unit was finished in 1971, second in 1973, third one in 1981, and the fourth one where accident has happened in 1983. Accident has happened on 26th of April 1986 in 1 a.m. 23 minutes and 40 seconds. Before, each unit produced near 1,000 megawatt of electricity per hour. It was a huge nuclear power plant. They wanted to build 2 more units, unit number 5 and unit number 6. They were under construction when accident has happened. Може ли само накратко да ни објасните каде се има случено де факто таа нуклеарна катастрофа? Кај е тој блок 4? Unit number 1, first white chimney, then unit number 2, higher one, unit number 3, and the last one, a little bit less, unit number 4. Before the accident, unit number 3 and unit number 4 was the same, but because of explosion, now even with sarcophagus, unit number 4, last one, looks a little bit less. Целиот овој систем продолжува да работи уште некое време, бидејќи не можеше да биде згаснат, не можеше да биде на некој начин погребан, како што се вели тука во таа нуклеарна терминологија. Требаше тој блок 4 да биде погребан длабоко под земја. Сега се работи на нов саркофаг, тоа го прави на француска компанија, тоа чини некаде околу $1 милиарда кои ги обезбедува Европската унија, американската влада и други невладини организации, бидејќи Украина ги нема тие пари, треба да биде направен нов саркофаг во кој ќе биде закопан тој блок 4 кој всушност беше причината за целата таа нуклеарна катастрофа.
Што станува сега со тој блок или со тој реактор 4 кај што се случи таа нуклеарна катастрофа? Now, near 3,200 people are working in nuclear power plant. Last unit number 3, was shut down in year 2000, but they still provide works of decommission. And also now we are building new sarcophagus. French company Novarca is responsible for building. It will be finished in year 2016. Кој ги обезбедува тие средства, бидејќи веројатно станува збор за огромна сума на пари кои Украина ги нема? Near $1 billion. $1 billion, yes, but European Union and USA support building. They provide building, not Ukrainian government. Уште колку време продолжи да работи нуклеарната централа после случувањето на хаваријата? After the accident, they were working. Unit number 2 and unit number 1 and unit number 2 were restarted in October 1986. When they finished building of sarcophagus, and unit number 3 was restarted 1 year later in 1987. Колку луѓе работат сега на нуклеарната централа во Чернобил, односно се ангажирани тука во целиот овој комплекс? Каде живеат сега тие луѓе? They are living in Chernobyl, and also when they understood that people cannot live in Pripyat anymore, they started to build new city for workers of nuclear power plant. It was Slavutich city, and administration scientists every day they take special train. It takes only 2 stops, one in Slavutich and other one near nuclear power plant. And for usual workers, they live in Chernobyl. Дали не е опасно, бидејќи степенот на радиација тука е многу висок, дали не е опасно тие 3000 кусур илјади луѓе кои работат тука да имаат одредени последици за своето здравје и за својот живот? Of course, it's because here is high level of radiation. Ја гледате целата конфигурација на теренот на нова нуклеарна централа, почитувани гледачи. Аз ќе се сврта малку налево за да вие може да добиете многу подобар преглед на целата оваа ситуација. Значи тука околу самата централа се наоѓа одредена вештачка река. Таа зима водата од реката Припјат. Зашто е потребна река? Бидејќи самата работа на секоја нуклеарна централа развива таков висок степен на топлинска енергија за да мора тие турбини да бидат ладени со посебна вода. Овде станува збор за вода од реката Припјат, меѓутоа во непосредна близина на самата нуклеарна централа се наоѓа огромната река Днепар или најголемата река во Украина и оттаму се користат огромни количества на вода. Таа вода подоцна била користена во времето на таа нуклеарна катастрофа за да биде изгасен пожарот кој тука букнал и кој буктел неколку дена пред да биде официјално соопштено дека тука се случила нуклеарна катастрофа. Интересен овој канал што обкружува самата нуклеарна централа. Зашто служи и колка е големината или колка е длжината на тој канал? It's cooling channel. Total square of cooling channel is near 23 square kilometers. They use cooling channel for cooling unit number 1, unit number 2, unit number 3 and unit number 4. But it wasn't enough for cooling unit number 5 and unit number 6. That's why they decided to build 2 cooling towers. Добро вечер, јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите нашата ексклузивна емисија посветена на Чернобил или најголемата нуклеарна катастрофа во историјата на човештвото која се случи во 1986 година и некаде околу 2,5 милиони жители на еден или на друг начин се жртви на таа нуклеарна катастрофа. Бидејќи сликата говори вреди повеќе од секој изречен збор, почитувани гледачи. Вие погледнете ги снимките од самата експлозија или таа нуклеарна катастрофа која 1986 година се случила во Чернобил и самите ќе може на почетокот на емисијата да створите одредена слика за каква хаварија или за каква големина на таа хаварија станува збор.
Целата таа област околу нуклеарката Чернобил, која е некаде во ширина и должина од 30 до 50 км и денес е ексклузивна зона која е под контрола на Украинското министерство за одбрана и за внатрешни работи, де факто, за да можете да влезете во таа зона, вас ви требаат посебни дозволи кои ги издава Украинското министерство за вонредни ситуации. Целата таа процедура некаде во трајање од 2 до 3 месеци ние поминавме одредени специјални медицински прегледи за да можеме на крајот да ги добиеме тие дозволи да ја посетиме таа зона во Чернобил. Интересно е, почитувани гледачи, дека влезот во таа зона или таа ексклузивна зона во Чернобил се поклопува со таа гранична линија помеѓу Украина и Белорусија. И на самиот влез во таа ексклузивна зона во Чернобил, де факто се наоѓа граничната линија или тој граничен премир помеѓу Белорусија и Украина, и тоа е тој граничен премир Дитјаки. Некаде 3 до 4 километри после тој граничен премин патот се дели. Десно патот оди кон Белорусија, а лево кон таа ексклузивна зона во Чернобил. Двете крајни точки по должина на таа зона се градот Припјет и селцето Залисја, и ние нашата приказна за Чернобил де факто ќе почнеме од тие две крајни точки на таа ексклузивна зона. Ова е местото Залисја, кој се наоѓа некаде 19 километри надвор од таа зона кај што се случила нуклеарната катастрофа во Чернобил некаде пролета 1986 година. Ова е болницата во тоа село. Селото броело некаде околу 3000 жители. 26 години или нешто повеќе од 26 години никој веќе не живее во ова село. Вака изгледно напуштено село. 26 години овде нема ни стока, ни луѓе, нема ни живот. Сите куќи се напуштени, луѓето се раселени дали во Киев, дали во Иванкова, дали на територијата на поранешниот Советски сојуз. На некој начин е сабласно мирно, на некој начин е мртвачко мирно овде во ова место. Како да ја кажам, почитувани гледачи, тука смртта се мириса. Човек има едно многу непријатно чувство кога снима овде. Имате чувство дека и сонцето е малце различно, дека воздухот е малце различен. Се плашите да пипнете нешто, бидејќи се ова ви асоцира на смрт, се ова ви асоцира на некоја радијација. И е помалку чудно, меѓутоа па тоа и предизвик да се сниме една ваква емисија. Ова е селото Залисја, кој се наоѓа некаде 19 километри од местото на несреќата во Чернобил. Тука некаде живееле, колку што разбирам, околу 3000 жители. Што станува со тие луѓе? Now we are in an abandoned village, Залисја. Before the accident, population of this village was near 3,000 people. This house, it was small hospital department on this village, and this building, it was regular house where people used to live. Што станува со луѓето кои живееат тука? 26 years nobody lived here. They were evacuated first in Kiev district and Ivankov district, and then now they live all over the territory of Soviet Union. Ете кој е парадоксот на живењето, почитувани гледачи. Опозади нас беше болницата или малата миниатюрна болница во селото Залисја, која се наоѓа 19 километри северно од Чернобил и од зоната на катастрофата. Таа болница не само што не успела да ги спаси луѓето кои настрадале тука во времето на таа нуклеарна катастрофа, туку и самата е разорена и девастирана. For 26 years, nobody has come here from these citizens. Дали денес во оваа област на Чернобил се уште има живот, дали има одредени животни, дали тие живеат? Што станува со добитокот, со луѓето кои живеат тука? Immediately after explosion, they started to kill all animals on territory of exclusion zone because they were really badly contaminated, that they could spread radiation outside the exclusion zone. And now we have kind of paradise for animals. We have brown bears, foxes, wolves, so a lot of animals. Now we are on territory of Chernobyl National Park. It was kind of experiment to see how nature recover after the accident. Нас посебно пикантна или посебно интересна не се виде приказната со чернобилските сомови
или така наречените чернобилски сомови. Постојат две верзии, постојат две варијанти, почитувани гледачи. Според првата верзија и првата варијанта, целиот животински и растителен свет во таа ексклузивна зона на Чернобил 1986 или 1987 година биле уништени, бидејќи се сметало дека со таа контаминација која тие имат претрпено со таа нуклеарна хаварија, ќе може да мутира во текот на годините и да се претварат во нешто што е сосема различно од тоа што биле пред 1986 година. Меѓутоа има една варијанта дека неколку сомови кои живееле во таа рекичка Припјат, кој тече покрај самата нуклеарна централа, успеале да преживеат. Дали тоа точно не знам. Меѓутоа сомовите во таа рекичка кој некаде на 100 до 200 метри од нуклеарката во Чернобил се многу црни, има должина некаде од 2 до 4 метри, ние ги снимивме, погледнете ги, де факто станува збор за една мутирана варијанта. Луѓето кои живеат таму и кои работат велат дека тие сомови кои се само на 100 метри од таа нуклеарна, кои секојдневно ги трпат тие радијации на таа нуклеарка, мутирале во текот на годините и вие може да... Кој работно искуство имате? Имам долгогодишно работно искуство како... Не дозволувајте настинката да застане на патот на успехот. Кафетин Cold Max ги ублажува симптомите на настинка и на грип. Ова беше емисијата во Центарот, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме миниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.